на 21 месецов. Повторно, не сега ова е сериозно, видиш, ја очекував нешто шега, но стварно е ова. Ликовите од култната серија Пријатели, Friends, ќе се обединат на 21. Да, повторно. Friends не биле заедно цели 12 години. Од 2004. Значи, јас септен, јас сакам серијата и наистина криво ми е што до душа нема некоја македонска верзија на Friends да видевме. А замисли, пример, да се сега тука во 2016, например, Рейчел. Со Таска Балабанова. Иако не знам зошто, ама добро. Рейчел, например. Пак ќе си беше шмизла, ама таа наместо да купува облека од Bloomingdale's, ќе мораше да купува дуканот на Мелита. Тоа е тоа, иначе исто тоа е. Што би рекло, ќе купуваш облека од Кајали. Ама AliExpress, не Ахмети. Тој друго е. Ајде друг. Што работеше кој Рос? Што работеше Рос? Што работеше Рос? Се сеќавате? Диносауруси, значи нешто со фосили, нешто таму. Добро, ако таму се занимаваше со фосили на диносауруси, овде би се занимавал со фосили на македонска поп музика, Угро, Елвир, Јован Јованов. А би работел каде? Би работел во музеот за фосили. Да, не знаевте? Имаме музеј за фосили. Ману го викаат кај нас. Ти се допадна оваа шега, пријателе. Зашто така им зборуваш? Шега е, дедо, шега е. Тие ми се другари. Фиби пак. Фиби ќе беше откачана, како што си беше и на Friends, и сите ќе ја гледаа како да е малце куку, не токму. Таа, например, да беше во Македонија, ќе беше лидер на Анима Мунди. Друг, Џои, мојот омилен. Џои Трибијани, јас го сакав најмногу од Friends, и да бидеме реални, тој не беше баш најпаметен, беше малце глупичок, простичок, да. Значи во македонскиот ремейк, каде ќе беше Џои? Пратеник во собрание на Македонија. Удри по политичарите. Чендлер и Моника ќе имаа поинаква судбина, например. Тие ќе беа разведени. Чендлер ќе работеше во јавна администрација и ќе сакаше да си гледа седници на влада, Моника ќе сакаше караде да гледа и ќе пукнеше тиквата. Абе не е за аплодирање, развод е. Кај ви е осетот? Немате чувство за осет. Денеска е 6 февруари. На денешен ден е родена Ева Браун. Таа е жена му на Хитлер, токму така. По тој повод научниците од архивите го извадија точниот начин на кој Хитлер и се пуштал на Ева. Точната реченица со која Адолф Хитлер ја карил Ева била: женска, дали си Европа, бидејќи сакам да те освојам. Абе, замисли како и било на Ева Браун бе да си жена на Адолф. Значи, цело време сама дома мажав по нацистички собири таму негде доаѓа: Адолф! Кај беше цело време, па? Како не знаеш? Маче, бев, собиравме евреи, како и цело време. Собиравме евреи, цело време собирате евреи. Не знам зашто зборуваш. Ајде веќе собери го тој албум еднаш. Оди бе, свари кафе. Нема плин. Како може да нема плин? Ти го потроши. Лоша шега. Знаеш дека чега? Гадна шега. Знаеш дека си управо у ова све затоа што Хитлер стварно со двата прста носот си го чепа. Така се. Како бил вака? Вака, да. Се стимулираат нови музички жанрови, освен рок, хип-хоп, поп, џез, има и нови жанрови како песни за многу детно семејство. Како хитот Зете мили Зете. Апсолутно. Напред трето дете. Да, најнова е појавата на песни за среќа и благосостојба. А вакво нешто може да пее само Тино Кајшаров. Го знаете? Да, песнава се вика Божик доаѓа. Дај да се најадеме. Ама гледајќи ги вака насмејани, мисля дека треба да се вика Дилерот доаѓа. Шега.
Многу близко сме до мај и новата Евровизија, а Македонија знаеме дека живее за Евровизија. Дознаваме дека Калиопи, која неодамна by the way се закити со најновото признание, не знаат, Калиопи дадоа признание официјален представувач и настапувач на Евровизија за сега, секогаш и вечни векови. Значи, од нејзиниот тим не информираа дека таа не оди уште еднаш на Евровизија од кеф и од желба, туку дека има сосема друга цел за нејзиниот јубилеен 100-ти настап на Евровизија. Излезе дека патувањето е со цел Калиопи да си го усоврши англискиот. Од извори, ти само го знаеш тоа видео. Од извори блиски до МРТ, дознаваме дека и Ѓоко Таневски бил во потесен избор, но тој ги одбил велејки: јас се откажав од англиски, он сега учам српски, налето многу срби имаат кафичи во Охрид. Кој ќе ми се исплати? Абе, Ѓоко, бе. Плаќате онлайн со картичките на Стопанска банка, искористете го снегот додека го има, одите на скијање со савана, вакви хартии непотребни, рециклирајте бе, Мешевски бе, рециклирајте. О, ето и некој си дел од емисијата кога звонат будалите. Ало. Ало? Ало, да. Ало, Жоре? Ало, да, господине. Господја не е сигурно. Ало? Оу, добро, господине. Што сакате? Што одзвони? Зашто крадеш, Жоре? Молам? Зашто крадеш? Тоа сум украл, ајде, поѓа волите, ве, молам. Моето срце го украде. Удар. Како не ти е срам да... О! Ој! Кој е на телефон? О, Жоре! Да, повелете. Сакам да кажам нешто. Повелете. Анонимен гледач. Од анонимен град. Добро, останете анонимни, повелете. Сакам да кажам нешто. Повелете? Може ли да кажам? Може да кажете, да. Ама ти кој да не сакаш да кажам. Значи може да кажете. Ке? Ама да не прекинуваш. Значи нема да ве прекинам, водете, кажете. Сигурно? Да не ме Да. прекинеш. Значи нема да ве прекинам, ајде кажете и ја трошите емисијата. Добро ме не кажувам, амам фашист еден. Добре е до фашистичко, не ми даш да зборам. Да. Добро вечер, Жоре. Добар вечер. Како си, Жоре? Абе емисија, знаете, така. Веќе подолго време вртам, никако да те добијам. Океј. Еве сега среќа се случи да те добијам. Кажете, ворете. Така сакав да те чуем. Голем шизик си, те видов пред некој ден на пазар. Па добро, секој оди на пазар, мислам. Да, па бараше брокула те видов. Па добро, здрава храна е, знаете. А таму се расправаш, брежаре, за нешто 10 денара поевтина ти дадат. Па добро, дека кога купувате повеќе артикли, веројатно сите барате попузнели. Знаеш ли кој е тука? Па не. Па тој пазарџијата, бре, евре еден за 10 денара, нели ти е срам бе да го промовира? Ало. Ало, началниче, О, началниче! Не сме се чуле од лани, не човече. ми требаш ти, таму ли е Мешевски, вижда премиер. О, нели ја и ти зборевме, бе, шо е се? Дај го бе Мешевски. Дај те бараа тебе. Кој? Не го дајте на сите телефонот, бе. Кој бе? Луѓе стокасте, знаеш дека? Знаеме дека сме. Ало? Мешевски, ке средите ли тоа? Бе средано е живој тука го префрламе штабот. Иште се збира. Префрлате бе Штабот, будали. Ало, штабот тука. началниче. Не паничи, ти ќе си добиеш Средено е. хонорарче, реклама ќе вапаш, ајде бегај. Оде штабот ќе префрлате? Пуштај телефон. Удати. Се началник нема шал, еј. Нема шал.